Што најмногу ви треба како жител на општина Шуто-Оризари? Да кажем, например, прво со фекалната канализација во Шуто-Оризари не сме задоволни. Значи со уличките не една уличка не е намесена. Втора работа ни треба во Шуто-Оризари да се организира за превозот, како да се премени. Најголем проблем имаме меѓу центарот према пазарчето, да кажам, тоа дел кај што поминува автобусите и овие таксисти со диви таксисти, имаме секојаш проблеми, така да тоа е критична работа. Втора работа е што од сред центарот не може да помине ни брза помош или нешто ако се пали, да кажам, ова, кажејќи за куќа, ако се запре некоја куќа, не може никако да дојде до центар кај што треба, во куќава. Добро, до сега од страна на досегашниот градоначалник, што е направено, што не е од оно што го ветил пред избори? Не, ништо што ветил не е направено ништо во Шуто-Оризари. Значи, да кажам, 100% ништо не се завршило. Сега е направено пред изборната кампања направило нешто, некои си улички, долните делови кај што се направени, тоа е ставено само, како да кажам, крпеници се кажува тоа, на кратко црти, значи целата улица не е направена како што треба, како сите граѓани што се направени во градот улички. Ништо не чекам, све се хајдуци. Сите едни и други? Све хајдуци, немам поверење за никога. Све хајдуци само да крада, се бора за столица. Што ќе ми дават мен? А добро, од досегашниот градоначалник што вети, што направи? Ништо не направи, само ставил од џеб за себе. Еве, јавно го кажувам тоа. Очекувате ли нешто сега да се смени тогаш? Ништо нема да се смени. Ништо, па 25 години самостално сме, што станавме? Ништо не станавме. Народот уште посиромашни. Де тие обвинители, тоа, како се кажат, за што се тужат, што немат платени. Како се кажува таа, тие извршители, тие безкорисници ги плачкат народот. Со што да плаќат? Многу работи ни треба тука, но никогаш не може да не ги спунат. Што, канализација, патишта? Канализација ја имаме, патиштата ги имаме, фала му Господ, и тоа го направи градоначалникот. Но малце повеќе да ни дават работа некоја за да може да преживееме. Не со 200 евра, не со 12.000. Тука нас се треба повеќе. Ако посебно ако се зборува за општини, значи дел од целата Македонија, или општо се збора за Скопје, сите бараат истото што го бараме и ние ромите во оваа општина. Подобрување, значи да биде, например, да биде обновено нешто, интерес, например, за вработување и за помладите, нешто да се гради као плоштади или нешто тие работи. Како жител на општината, нам ни треба чисточа да е, улиците да се добри, населбата да се уреди како другите населби што се. Кога влегуваш во другите населби, као у странство да влегуваш, а кај нас у гето. Ние сме као општина, најзадна општина од сите општини. Мислам по она прљавштина, по неуредување, по... сега за овие двојца градоначалници, тука не можам да кажам, ги има шансиве двете. Не се знае кој ќе победи и така, али ние бараме градоначалник за да дојде да ја среди населба Шуто-Оризари.